паднета или да се изврши агресија. Европа нема да дозволи агресија на суверена држава ако биде нападнета од било која друга држава, затоа што војната со Македонија би била Балканска војна. Балканската војна би била европска војна, а Европа тоа нема да го дозволи. Не испетаме. А беше прекинато со поделбата на Македонија 12 година. А ако Македонија беше центар на обединувањата, центар во кој се раѓаат идеите, центар во кој тргнуваат идеите, центар во кој тргнуваат војските, центар во кој доаѓаше се и завршуваше се повеќе од 2000 години, центар што го предизвикуваше пред се македонскиот простор, кој представи некогаш бил и представувал трагично место за Македонија, денеска да го направиме среќна околност. Ние сакаме да ја повикаме во Европа, сакаме да го повикаме Балканот и да му кажеме дека Европа и Балканот ќе се обединуваат во Македонија. Ние сакаме да го вратиме онаа место на Македонија која Македонија го имаше повеќе од 2000 години. Сакаме да го подсетиме македонецот дека токму од оваа наша почва македонска тргна војските на Александар Македонски. И на војски тргна една култура која се наметна на цела Азија и половина Европа. Од македонска територија тргна идеите, културата на елинистички свет. Ние сакаме да го подсетиме македонецот дека во Македонија првиот апостол христијански Павле стигна и застана на прво македонско тло Европа. Сакаме да го подсетиме македонецот дека првата христијанска црква императори, дека во оваа наша Македонија се роди едно богомилско движење кое растресе цела Европа за својата сила, дека токму во оваа Македонија се родија Кирил и Методи, кои го дадоа словенското писмото на целите славянски свет, дека токму во оваа Македонија беше едно од богатите турски провинции во целата Османска империја од Босна и Герцеговина до Египет. Ние сакаме да го запрашиме македонецот дали беше тоа случајно што повеќе од 20 века Македонија се наоѓаше како центар на вниманието на светската јавност и европската јавност. Токму ние тоа место сакаме да го вратиме на Македонија, а тоа ќе го направиме ако ќе отвориме нашите граници и ако направиме пред се нова балканска политика, а не политика на невразување со Танзанија, Нигерија или со Африка. Ние веруваме дека од Македонија повторно ќе направиме центар на Балканот, како политички, така културен, комуникацијски, трговски, информацијски. Сметаме дека отварањето на Македонија го дозволува тоа. Се поставува
Прашањето се поставува прашањето денеска. Дали ВМРО има своја економска програма? Ние велиме дека има. Каде е силата на нашата економска програма? Силата е пред себе рушењето на комунизмот во сите негови варијанти, социјалисти и реформисти исти. Ние сакаме да го предупредиме македонецот дека Македонија утре нема да ја прими Европа во своите граници, ако дозволиме заедно со Албанија да остане последен комунистички бастион во Европа. Ние тоа не смееме да го направиме во македонци. Каде е силата на нашата економска програма? Силата е во рушењето на југословенскиот федеративен економски монопол, во неговите принципи на експлоатација, на прелевање на доходот од посиромашните кон побогатите од Македонија во другите југословенски држави. Ние му ветуваме на македонскиот земјоделец, на македонскиот селанец, на македонскиот работник, на македонскиот граѓанин, на македонскиот купувач, дека она што ќе не биде најсвето во името Македонија, тоа е идејата да го заштитиме тој македонски човек пред се од економската експлоатација која денеска ни се сервира во Македонија. Политика кој го штити македонскиот човек во недозволувањето повторно во името на братството и единството некој македонецот да го прави колонијален економски роб во оваа Југославија. Ние се повикуваме на максимата на членот пред 45 години и ние ветуваме дека тоа ќе го оствариме. Парите од македонскиот тутун да останат во Македонија. Повеќе не се плашиме дека некој ни ќе нарекува националисти, бидејќи ние како што веќе рековме, постојат луѓе кои знаат да си ја чезат својата нација и постојат луѓе кои ја продаваат таа своја нација. Ние сметаме и му ветуваме на македонскиот народ дека со ВМРО, дека сите македонски вредности за многу кратко време ќе дојдат на видело во Македонија. Дека со ВМРО се она што сега се крило, се е станало право на го. Ние сакаме и му ветуваме на македонскиот народ дека сите македонски вредности ќе ги покажеме на видео и нема повеќе да се плашиме ако кажуваме дека во Македонија треба службен јазик да биде македонски, дека за клетвата кога одиме во ЈНА сакаме да ја даваме на начин македонски јазик, дека нема повеќе да дозволуваме на југословенски стареши на 45 години да живеат напред во Македонија, во Скопје и после 45 години да не сака да прозвори ниту еден македонски збор. Ние ќе кажеме и вериме дека може од нашата историја ќе изфрлиме неколку лекции од битката на Сутјеска, битката на Неретва, во која не учествувал ниту еден македонец, а ќе внесеме неколку моменти од битката кај Вичо, од битката кај Гранос, од битката на Новоморска Македонија, од битката, од војната каде што македонците дали 30.000 жртви македонски. И сакаме
повеќе нема да живее со комплекс во својата глава, дека македонците последни ја пукнале на 11 октомври пушката против фашизмот. Затоа што македонците не ја пукнаа последни пушката против фашизмот, туку македонецот Иван Козаров во Пиринска Македонија прв ја пукна таа пушка во Европа. Ние сакаме да му кажеме на македонецот дека повеќе во нашата македонска историја нема да се мочи за периодот од 45 година, кога македонците кои беа терани, на Солун беа убивани, беа масакрирани од македонци. Ние сакаме таквите моменти на македонецот од македонската историја, кога македонци убиваа македонци само заради тоа што сакаа ослободување на Македонија. Треба да го врежеме длабоко во нашата свест, за да не ни се повтори, за да не дозволиме повторно македонци да колат македонци заради Македонија. Ние сакаме народ, дека повеќе никогаш нема да дозволиме македонците, како што беше 45-та година, 1000 километри од својата земја Македонија да бидат водени на Срем и таму да гинат. Дека никогаш повеќе нема да дозволиме, како што беше во периодот од 81 до 90-та, додека во Белград и во Ниш се митингуваше македонците од Скопје, Бидова и Куманово да бидат водени на Косово и да ја штитат Југославија. Дека ние му ветуваме на македонскиот народ, дека многу брзо со нас македонскиот народ ќе почувствува што значи тоа македонско достоинство. Ќе го вратиме гордоста, чувството кон македонецот за Македонија, повеќе македонецот да не се чувствува виновен, да не чувствува грижена совест, кој ќе кажува дека е македонец, пред тоа 5 пати да каже дека е југословен. Македонецот може и мора да биде само македонец. Ние му ветуваме на македонецот дека на поклони, на слуги, кои македонските политичари од типот на Лазар Коришевски. Дека тој лик на македонски политичари ќе биде за секојаш прекинато со нас. И многу брзо македонецот ќе го почувствува чувството да биде македонец, да биде господар во својата земја Македонија. Верувајте во ВМРО, верувајте во националниот фронт на сите национални сили во Македонија, во партиите на македонското национално единство. Тие ќе победат,
Тие се силите кои остануваат, тие се силите кои може да извлечат победали од кризата. Благодарам. Македонски фронт за Македонија. Обединети македонци за обединета Македонија. Драган Богдановски. Добри поздрави и искрени желби за успех на предизборниот митинг и победа на изборите. Гинче Туковски од Прилеп.
društvu kolekcije. Sestre i braća, neka nije Airlija Denot i za mnogo godine. Vi se obraćam za ovoj dijalekt što se zborila kaj to vešine vo Jugozapadna Makedonija. Vi se obratim u toj dijalekt zato što ne treba da si go zaboravime naši jazik. Zaboravajmo jazikov i zaboravame i našите pogovorki. Najzaboravena pogovorka je ona na komšijata da mu umre kozaka. Zato što najgore neprijatelj na Makedonija i makedonski narod je kozata i to zakon beše ukinata od onde. Makedonija i makedoncите da glasame za Makedonija i za Makedonski nacionalni front. Ova je istorijska odluka, istorijski mig i zadaća. Nije morame da glasame ne jednaš, ne zapatiti su trojno i za one naši braća i sestri koji naša ta vlast ima odluži da ne glasa za Makedonija. Nije sme tvoje mesto Makedonijo, odpornato od koliko tvoj slab, samo pomudro i poispirano твоето. Живот исполни мирисат, а и таката не била от пантилика не слична, туку иста. Ние сме ребро твое Македонио, отчегнато, изпукано от биткајне, клотано со ашкарски соколе и денешни. Ја блескаме не за инат од калта, во која беме закопани до појасните овни, нито за инат од маглата вочина врочена. Туку ете, блескаме заради шо треба да блескаме, кајто ние местото ovdje во великата твоја Македонијо. Македонија, 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 Македонија. Велет нашите усреќители, Македонија може. И јас викам дека Македонија може само без нив. Македонио, судбината е во твоите раце, придружи се. Македонија не е инвалид да се придружува. Македонија не заслужува инвалидска пензија. Ме викате торбеш, србоман, бугарофил, тупоман и никако. Ме викате торбеш, но горам од љубов за секоја грудка на мојава земја. Насрце ги носам како пролет светна. Гласајте за Македонија, не гласајте за нив, кои што ги избака 200 милиони македонци надвор од Македонија. Гласајте и за оние македонци што се во Качарево, и за оние во гора, и за сите македонци кај што ги има. Гласајте! Македонското поле, за да во пролет се роди пшеницата, за да има храна на македонскиот народ.
da mu blagodaram na Boga, što na ovoj veličnoj svej sobi možem da ve pozdravam od imето na ограното Бога от Бекния щит и от околните села. Го поздравувам овој соби и од моје лично име. Македонскиот народ уште од османлиското безвековно робство дојде до едно сознание дека треба борба против султанот за слобода на Македонија. На овој мост Скопски будовникот Кантош го дал животот за слобода и човечни права. Историјата на Македонија е исполнета со историски факти кои кажуваат колку страдања претрпеле македонците за време на султанското владење. Токму затоа во Солун е создаден ВМРО. ВМРО е создаден пред 97 години, кој има за цел духовно и социјално обединување на македонскиот народ. Браќа, од ова пригода да изразам длабока почит кон ликот и делата на бригадата борци за слобода на Македонија, за знаените, незнаените маченици, чии животи згасна отоманските зандани во Олимпијската револуција, во српските, угарските, грчките и албанските безрати, во проклетите балкански војни и во НОТ, а посебно оние што во Османска Македонија беа жртви на своите браќа по оружје и крв, во наместени, засади и монтирани судски процеси. Имајќи го предвид комунистичното едноумие и диригентство во историографијата, литературата и во сите стопански и обштествени области, посебно во кадровската политика, несвамосната морално-политичка подобност. Македонија! 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 Не само што смее да се повтори никогаш, но не смее и да се заборави. Затоа е нужно расветлување на минатото. Некои велат, историјата тоа ќе каже. Да, но никогаш без реваншизам ние тоа не можеме. И не сме реваншисти, туку македонци со добар дух која сакаме Македонија. За македонскиот народ и македонците смело извикува за Солун,
богатата Швейцарија. Браќа македонци, овие денови е разбраната Македонија. Анте Марковиќ со неговите повторно сака да шумува со македонскиот народ и да ствара пак некое владарство. Замолам сите вас и цела Македонија смело да тргне по идејата на Гоце Делчев, Стане Груев, Ѓорđe Петров, Иво Катидинов, Крсте Петко Мисирков и по нашиот Ченто, кој имаше во своите срца предподниците македонска држава и Македонија на македонците. Да тргнеме по тој пат и ние, а утрешните генерации ќе ни бидат благодарни. Нека биде македонската вистина, Македонија на македонците. Денешната македонска влада зборува дека тие ќе се залагале за македонското прашање во Пиринска и Егејска Македонија. Како тие може да имаат право да зборуваат за правото на македонците во Пиринска и Егејска Македонија, кога нас како македонци родени на оваа земја ни го одземаат? Ние македонците денеска немаме право да гласаме на овие избори. Уште еден срам, тоа уште еден доказ за тие тука јаничари нечи, за нас денеска во 20-тиот, во на крајот на 20-тиот век ни го одземат правото на глас. Тие дека ќе извадат Македонија од денешната криза, тие се истите кои што ја пикнаа Македонија во таа криза. Се прашуваме зошто лево ориентираните партии се залагаат за федерација. Чисто и јасно. Тие се прашат привидејќи се неспособни да ја водат политиката на една суверена македонска држава. И последно се прашуваме дали македонската емиграција во ФМРО ги добие изборите ќе се врати во Македонија. Јас си земам за право, јас велам дека македонската емиграција од целиот свет ќе се врати назад во Македонија. Ќе го поврати целиот капитал во Македонија. Да ја изгради Македонија, да биде пример, центар на Балкан, да биде пример не само за Европа, туку за светот, дека ние македонците сме творци и ќе твориме. Уште еднаш да ви го честитам светлиот ден денеска, да ви ја честитам светата борба. Верувам дека ќе победиме со знакот на победата. Да живее Македонија!
прашање, затоа што очигледно би се почувствувала самата празнина на одговорот. Односно би одговорил на двете прашања на господинот Владимир Голубовски. Кои беа мотивите на нашата посета во Загреб, односно средбата со ХДЖ, значи воедно и со посетата, односно средбата со председателот на Хрватската држава. Мотивите се во нашите програмски цели. Ако господинот Владимир Голубовски добро се сеќава, ние уште нашата прво изборно собрание во Скопје на 17 јуни рековме дека ВМРО ќе се залага за што поблиска соработка со Словенија и Хрватска, од проста причина што во последните неколку години Македонија имаше прострена блокада кон Словенија и Хрватска, блокада која беше по некој ред ставена во Македонија и тоа беше само знак дека еве Македонија може да води малку поинаква политика. Инаку јас кога зборам за Хрватска исто мислам на Словенија, па би го потсетил дека во Стокмолм во таа политичка програма на ВМРО господинот Владимир Голубовски веќе има направено 2 посети на Словенија, јас сум искрен не гледал Словенија, пак ќе речем од Хрватска ниту во една работа, па дури во сега она што е најголемиот проблем во вооружувањето, бидејќи сите ние знаеме дека како и Хрватска, така и Словенија е исто така вооружена. И второто прашање дали некој има сличности во поглед на методите, на некои методи кои треба се уште да почекаме да се докажат. Јас би рекол и најодговорно би го потврдил овде дека нашите разговори беа строго политички разговори. Зборувавме за историските моменти, за историските услови и зборувавме за политичките погледи на двете партии, на ХДЖ и на ВМРО во Македонија, а исто така зборувавме и за начините на разврската на кризата во Македонија. Пак ќе речам, најодговорно, со сета морална одговорност, дека само за политички ставови се зборуваше. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Прво господин Арнудов. Немав намера да не одговорам. Првото прашање требаше да му одговорам на господинот Црвенковски. Втора точка од нашите програмски цели е создавање обединета на ВМРО. Сега се уште зборувам како представник на ВМРО и председател на таа партија, дека ВМРО, Демократската партија за македонско национално единство, ќе се залага за обединување на Македонија во едниот обединет Балкан, Балканска конфедерација. Што подразбира Балканска конфедерација, јас не би сакал да држам тука историски часови, меѓутоа го подразбира тоа дека држави од оваа денешната Југославија, значи Албанија, Грција и Бугарија. Тоа е многу позната лекција од македонската историја, можеме да ги свртиме нашите учебници и ќе видиме дека сите скоро најголеми револуционерни умови на македонската идеја, таа идеја е имало, дека по Балканот треба да се срушат границите. Така да, ако тоа нешто ви значи, јас навистина не можам да се откажам од таа наша програмска цел, а сметам дека тоа е во интерес на Македонија, бидејќи само на тој начин, по пат на Балканска конфедерација, по пат на рушењето, односно паѓањето на границите на Балканот, може да се оствари идеалот на македонскиот народ, обединета Македонија. И јас на било кое место да се наоѓам во Македонија, секогаш ќе се борам антагонизмот меѓу балканските држави да се смали, да дојде до тоа рушење, односно паѓање на границите и до оној сон на Македонија. На второто прашање, некако ми е интересно премногу загриженоста на господинот Владимир Голубовски за нашите врски со одделни кругови во државната безбедност на Македонија. Јас, како што и на пресконференцијата кажав, и сега можам да кажам, дека ВМРО е единствена партија во Македонија која од самиот свој почеток, па до претено скоро време, беше истодувана, проследувана и беше во досиеата на службата на државна безбедност на Македонија. Ако една служба за државна безбедност на Македонија, која по сите правила, која по сите принципи на една држава, европска, нормална, треба да биде деполитизирана и најмалку една партија која е легално регистрирана во Македонија да ја води под графата непријатели на Македонија, тогаш тоа е прашање кое треба да се разгледува од двете страни. Што се однесува на вториот дел од прашањето, јас можам да кажам дека сум немал никаков увид
во некакви лични досиеа на граѓаните на Македонија, ниту сум имал увид во некаква систематизација која што ја нарекувате вие, ниту пак негде се зборувало за некаква кадровска политика, односно кадровско наградување за некои информации, односно за некои известување од страна на тоа. Тоа не значи, јас се оградувам од тоа, дека ако утре ВМРО понуди свој кандидат за министер за внатрешни работи, кој сега работи во органите на внатрешни работи, дека тоа ќе значи доказ за таа работа. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Господи, кои гласале за кандидатот Љупчо Георгиевски гласале 88 пратеници. Неважечки личиња неважечки личиња има 30. Врз основа на овие резултати од гласањето, објавувам дека Љупчо Георгиевски е избран за подпредседател на председателот на Социјалистичка република Македонија, бидејќи доби двотретинско мнозинство гласови на сите пратеници во собранието. Го молам избраниот подпредседател на председателот на Социјалистичка република Македонија да даде свечена изјава. Ве молам да станеме. Изјавувам дека функцијата подпредседател на председателот на Социјалистичка република Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно, ќе се придржувам на уставот и законите и ќе се борам за заштита на суверенитетот и интегритетот на Социјалистичка република Македонија и Социјалистичка федеративна република Југославија. Го молам подпредседателот на председателот на Републиката да го подпише текстот на свечената изјава. Председателот на Републиката сака да се обрати на пратениците. Почитувам председателе, почитувани пратеници, дами и господа. Најпрви сакам да ви искажам сета моја благодарност за доверената доверба. Сакам да искажам сета моја благодарност кон македонскиот народ, македонските граѓани и нормално уште еднаш да ви кажам дека она за што влеговме овде со сигурност ќе го исполнам и ќе се борам за тоа.